Очигледно Кабаетов нема стопан. Директорке, Закон за санитарна и здравствена инспекција, основни одредби, член 2. Вели во еден дел. Инспекцијскиот надзор ги опфаќа просторот, објектите, просториите, уредите, опремата, дејностите и лицата кои вршат здравствена дејност, како и лицата кои на кој било начин можат штетно да влијат врз здравјето на луѓето. Не ви зборувам ја за било кој патеки. Ви прочитав. Клиничка патека за диагностицирање и лекување на малигни заболувања, основната диагноза на онкологија. Таму ви се случувало на листа да бидат ставени лица блиски на функционери, на директори. Мајката на директорот организацијски, економски, како сакате наречете го, но не била болна од канцер, била на листата, добивала терапија, терапијата се продавала на црниот пазар. И така и со други лица. Не за било која клиничка патека, за основната. И дополнително, со оваа констатација е наведено дека се создава ризик биолошката терапија да не е еднакво достапна за секој пациент, што не е во согласност со член 8 и член 112 од Законот за здравствена заштита, што секако вие треба сте одговорни при вашите инспектори при инспекциите да го утврдат. Значи, овдека има многу пропусти. Јас, бидејќи доаѓам, сум лекар, стоматолог, сум бил менаџер на 2 здравствени установи во Прилеп, и на здравствениот дом, и на болницата. Долги години сум приватен стоматолог, приватна пракса. Знам вашите инспектори како совесно работат и колку детално си ја вршат работата. Овдека нешто мириса, смрди. Овде е дозволен намерен пропуст. Не може отсуство на клиничка патека за диагностицирање и лекување на малигни заболувања. Еве, кога се случи некоја, не знам, несреќа или било што, одма излегува на увид вашиот инспекторат. Така, инспекторите од кај вас. Па што ќе утврделе? Или што утврдиле сега? Дали утврдиле дека се работело надвор од закон по сите основи на оваа клиника? И не може главниот првиот човек на инспекторатот ништо да не знае, ниту за като системот, не знаете за акселераторот, не знаете за клиничките патеки, немате доволно информации. Кој да знае? Изгледа само новинарите си ја вршат работата во оваа држава, бидејќи и за ова дознавме од новинарите, а не, како што кажаа колегите, од МВР или од јавното обвинителство. МВР и јавното обвинителство далеку од како новинарите излегоа со приказки во медиумите, со сведоци, почнаа као нешто да работат, а ќе видиме што ќе сработат. И да, ова анкетна комисија не е овде во својство на судија, на обвинители и слично, но овде сме да утврдиме политичка одговорност. Вие имате и политичка и морална одговорност, бидејќи во тоа време сте биле назначена од владата. И требало да знаете, а не да не знаете. Треба да ги имате информациите, а не да не се сеќавате или да ги немате информациите. Овде не зборуваме за некој ситен пропуст, јас не ви зборувам. Не зборувам за гази или за ракавици 10, 20, 100 пара. Зборувам за опрема од 2 милиони евра. Зборуваме за современ като систем за контрола на терапија, набавен 360.000 евра, 6 месеци во функција и се сложуваат сите и сегашниот министер, актуелниот Меджити, кажа во разговор со стручни лица дека тој систем бил добар и кога функционирал, давал резултати во работата, оневозможувал злоупотреба и никој од вашите инспектори не се запрашале зошто директорот Васев со самото доаѓање на клиниката на власт одма го отстранил и го заклучил во подрум овој систем за кој се дале народни пари. И уште едно прашање, дали ги евидентирале или утврдиле двете соби кои директорот Васев ги чувал под клуч, каде што чувал, давал терапија, Господ знаел што правил. Еве, дали вашите
инспектори го утврдиле и тоа. Благодарам.